Веќе 3 години администрацијата на пензиско-инвалидско осигурување на Македонија си игра топло-ладно со штипскиот пензионер Тодор Киров и неговите внуци сираци, а нивната неажурност нив редовно ги става на работ од екзистенцијата. Станува збор за трагична судбина на децата, сега студент и средношколец, кој пред повеќе години во трагични околности ги губат двајцата родители, пошто и го стекнуваат правото на пензија. Од тогаш за нив со целата животна енергија се грижи нивниот дедо. Иако со многу проблеми досега тој сите искушенија ги победил. За телевизија Стар вели дека борбата со неажуарната државна администрација му е најтешка. Проблемот е што пензијата за внуците ја добива нередовно. Лани не добил ниту една пензија, а годинава пензијата е намалена за 650 денари. Одам у пивам тука, кај раководител во Белјана. Века ќе презееме нешто, во ношо нема тич пензија, ни динар. И дури у март месец, два година 2019, доби разликата тоа се што урад. И завршиме работа. Но сега одам па вие денови, па нема викам. Како нема таа, па дури и намалена, нешто нема, и намалена пензијата. И викам, што е работа, викам. Вика, не, вика, ја не можам тоа да беше цела пензија, ке ти завршам работа, почекай утре. По ова, тој по кој знае кој пат оди во пиом штип, во зградата позади мене, надевајќи се дека конечно пред Нова година и Божик за неговите внуци сираци некој денар ќе се појави на нивната сметка. Но последното разочарување стигнува точно пред празниците. Пари и овој пат нема. Вика, дедо, нема, вика, пензија од 10 месец, па нагоре. Тоа Нова година, 10 лет 2018. Поради ова, разочараниот Киров по 3 години малтретирање одлучил. Мора да доам на тебе, вашата телевизија, да се објаснам иначе тебе и да поведаме и судски спор. Ме па чекам ден, два, тоа вишица на 3-та година. 2018, 2019, сега ќе ме фани 2020 дојке даат разлика. Телевизија Стар во име на Киров разговараше со одговорните на ПИОМ во Штип, од каде ни беше речено. Случајот ни е добро познат, но средствата се активираат од Скопје. Повеќе пати досега интервениравме, но и покрај сите ветувања, нередовност во исплатата имаше. Во интерес решавање на проблемот, ние повторно и максимално ќе се завземеме во новата година, овој административно-технички проблем конечно да биде надминат. Велат од ПИОМ Штип.